Семејното насилство во земјава зема се позагрижувачки размери. Она што дополнително го вклучува црвениот аларм е фактот што на удар на девијантното однесување на насилниците се почесто жртви се децата, уште од нивната најрана возраст, а насилникот најчесто е еден од родителите. Центар за социјална работа, ако изврши споредба за добиените пријави од минатата година и оваа година, 2024 година, имаме зголемување на пријави, односно имаме 84 пријави, не сметајќи ги пријавите заведени како поплака до овој момент. Значи, не е зголемен бројот. За жал, оваа година имаме зголемен број, каде жртви на семејно насилство се јавуваат децата. Минатата година имавме 2 деца жртви на семејно насилство, додека годинава имаме 6 деца и за нив имаме поднесено, како орган за старателство е центарот, имаме поднесено предлог до основен суд за изрекување на мерки за заштита кои што се изречени. Истовремено, центрите за социјални работи кубурат и со соодветно обучен кадар за оваа проблематика, а недостасуваат и шелтер центри кои во земјава ги има само 3, предупредуваат прилепските социјални работници. Тие се жалаат дека добиваат и бројни лични закани, бидејќи ниту тие биле адекватно заштитени, а ниту пак жртвите. Ќе го нагласиме и фактот на многу мала примена на мерката, итната мерка одстранување од домот на насилникот, која што како итна мерка е во надлежност на другите институции, треба да биде изречена во рок од 12 часа од пријава на насилството. И наместо жртвата да биде заштитена, а од домот да биде отстранет оној кој што го врши насилството, ние превземаме мерки за заштита на жртвата и бараме начини, користејќи ги расположивите механизми, како не се да ја заштитиме и ја сместуваме дали во семејство на блиски роднини, пријатели или во шелтер центар. Особено сме изложени на висок ризик кога треба да извадиме жртвата од домот на насилникот и кога треба да ја најдеме соодветно сместување. Бидејќи недостасува соодветни обуки на стручните работници, исто така недостасува и стручен кадар општо во центрите за социјална работа. Од Прилепскиот меѓуопштински центар за социјална работа потенцираат дека институционалната борба против сите видови насилство, а особено против семејното родово базирано насилство е комплексен процес на кој треба континуирано и стратешки да се работи секојдневно.